почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денес заседаваше Централниот комитет на ВМРО ДПМН, на кој беа донесени важни одлуки за понатамошното јакнење и модернизација на партијата. Централниот комитет донесе одлука за избор на нов извршен комитет на партијата, кој што представува спој помеѓу искуството и делот луѓето кои што се веќе дел од претходните состави на извршниот комитет и нови членови кои што заедно со оние кои што во минатото беа дел од извршниот комитет ќе го формираат новиот извршен комитет на партијата. Овие одлуки се јасен показател дека партијата се менува и се прилагодува на новите предизвици. Нашата цел е создавање силна, ефикасна и обединета структура која ќе даде конкретни и одговорни решенија за потребите на граѓаните. Во периодот што слегува влегуваме во фаза на кадровско екипирање и дополнително отварање на партијата кон нови идеи, нови луѓе и нова енергија. Ке работиме на зајакнување на внатрешната организација, транспарентноста и инклузивниот процес на членството. Воедно најавувам дека во периодот кој што следи ќе имаме избор на председатели на партиските општински комитети, како и избор на нови раководства на Унијата на жени, Унијата на млади сили и Унијата на ветерани. Овие процеси ќе се водат инклузивно, со јасна визија за еднината и со фокус на квалитет, одговорност и резултати. Инаку составот на извршниот комитет е следен. Генерален секретар е нов генерален секретар практично е пратеникот Драган Ковачки. За членови на извршниот комитет на партијата се избрани следниве: Александар Николовски, кој што е моментално подпредседател на владата и министер за транспорт; Владо Мисајловски, кој што во моментот ја извршува функцијата министер за одбрана; Гордана Димитриевска Кочовска, која што во моментот е министер за финансии; Тимчо Муцунски, кој што во моментот е министер за надворешни работи и надворешна трговија; потоа Никола Мицевски, кој што е моментално координатор на пратеничката група и согласно статутот по функција е дел и од извршниот комитет на партијата; Луке Галевски, кој што е дел од кабинетот на владата и шеф на Центарот за комуникации и при владата и во ВМРО ДПМН; потоа подпредседателот на Македонското собрание Антонио Милошовски; потоа пратеничката и заменик координатор на пратеничката група Дафина Стојановска; потоа пратеничката Рашела Мизрахи; националниот координатор за демографија Владко Ѓорчев; градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков; потоа Марија Андоновска, која што е директор во Институтот за јавно здравје; пратеничката и заменик координатор на пратеничката група Ели Панова; генералниот секретар на владата Игор Јанушев; портпаровот на владата Марија Митева; Благојата Шеминов, кој што е дел од мојот владин кабинет и председател на кадровската комисија на ВМРО ДПМН; градоначалникот на град Скопје Орце Георгиевски; градоначалникот на Маврово Ростуше Онер Јакуповски; пратеничката Драгана Бојковска; директорот на 8 септември Синиша Стојановски; министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски; носителот на листа на последните локални избори во град Битола, инаку професор на Техничкиот факултет во Битола и член на Советот во општина Битола Филип Поповски; и директорот на Царина, тоа е Бобан Николовски. Новие ќе им се приклучат според статут и функција новите председатели на Унијата на жени, Унијата на млади сили и Унијата на ветерани. За организационен секретар е избран Ивица Томовски, досегашен и иден директор на
централниот штаб, а за шеф на мојот кабинет продолжува и шеф на мојот владин кабинет, односно Владимир Неловски, кој што продолжува да биде и шеф на кабинет во рамките на ВМРО ДПМН. Во услови кога имаме опозиција која што не нуди решенија и која што е целосно безидејна, полна со проблеми, знаеме дека решението мора да биде силен граѓански инпут за силна и стабилна ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН продолжува по патот на обнова, обединување и подготовка за нови изборни победи. Јасно е дека следните ќе бидат парламентарните избори, со една јасна цел, подобар живот за сите граѓани. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Повелете. Па јас и во пресконференцијата најавив, но и во многу други бројни пресконференции најавив дека во периодот што следи ќе биде доекипирање на структурата на партијата, сите овие структури за кои што претходно говорев, Унијата на млади сили, жени, ветерани, општинските комитети, процес кој што очекуваме да заврши најдоцна до април месец и веќе во мај месец, најдоцна јуни да имаме и реконструкција на дел од ресорите во рамките на владиниот кабинет, можеби на некои институции. Воопшто до сега не е направена таква анализа, но во периодот кој што следи ќе се прави таква анализа. Ако немате други прашања... Mr. Prime Minister, there is a Greek network here. Do you have a message of friendship and cooperation to send to the Greek people? To all our neighbors, not only to Greek people, to all our neighbors, I would like to send a message of cooperation, good neighborly relations, and of course my country Macedonia belongs to Europe. Thank you so much.